Добро вечер. И во овие топли летни денови актуелни се случувањата во регионот, во државата и пошироко, пред се од безбедносен и политички карактер. Вечерва во Сумаголник разговараме со генералот во пензија Илија Николовски, инаку председател на партијата на Обединети пензионери и граѓани на Македонија. Добро вечер, Николовски. Добро вечер. Ги поздравам гледачите на телевизија Канал 8 и благодарам што по трет пат гостувам во вашата телевизија. И се надевам дека ќе имаме вака добар и корисен разговор, особено за пензионерите. Така, реков дека ќе зборуваме за актуелните случувања во државата, регионот, пошироко. Всушност, она што вообичаено го велиме дека светот стана едно глобално село, навистина се остварува, се чини во последниве неколку месеци со сите оние терористички акции што се случуваат во обкружувањето. Веројатно не засега и нас. Мигрантската криза, преселбата на голем број луѓе кои што поминуваат, транзитираат низ Македонија, секако влијае на безбедносната состојба на државата во која што и ние живееме и целиот регион. Вие како поранешно воено лице, кое што би рекол професија му беше да се грижи за безбедноста на поранешната и сегашната држава, како ја оценувате сето ова што се случува во регионот, конкретно во Македонија за почеток? Па Македонија не може да биде имуна од тоа што се случува во регионот. Вие рековте дека светот е глобално село. Во оваа фаза на глобализам Македонија е составен дел од овој дел и Македонија се наоѓа, рековте, транзициона зона. Македонија е земја на транзиција на мигранти од Блискиот и од Средниот Исток, така да се што се случува во регионот гира и безбедноста во Република Македонија. Вие пред некој ден слушавте председателот Ѓорги Иванов, исто рече дека ние не сме имуни од било какви терористички напади, други загрозувања во безбедносен смисол и затоа службите за безбедност и сите граѓани во Република Македонија треба да бидат многу побудни, а особено службите за безбедност треба не само да бидат будни, него да остварат регионална и поширока соработка во регионот, за да може да разменуваат информации, за да може превентивно да делуваат, да се превенираат евентуални некои не сакани настани во Република Македонија. Ние гледаме што се случува во Европа во последните денови, гледаме разноразни проценки на аналитичари и Република Македонија спаѓа во оваа втора група на земји кои се земји на потенцијална загрозеност од терористички напади. И затоа и има причини. Прво Република Македонија рекоме дека е транзитна зона, близу до Блискиот Исток. За следна причина Република Македонија е членка на терористичка алијанса, односно коалиција. Учествуваме во мировни мисии и сето тоа ствара одредени предуслови да биде безбедноста покревка него што беше. А ако погледаме и последните настани што се случуваат во Турција, секако тоа влијае и на безбедноста на Република Македонија. Ние гледаме во Турција дека ситуацијата е, ви рекле, како еден зовриен котел моментално во Турција. Имаше протести деновиве во Скопје како поддршка за случувањата во Турција, односно против пучот што беше организиран таму. Веројатно граѓани кои се од турска националност овде во Македонија даваат поддршка на председателот Ердоган. Како очекувате тоа дека може да се развие кај нас? Да, не само во Македонија, например во Босна го предлагаат председателот Ердоган за Нобелова награда неколку невладини организации. Меѓутоа треба да имаме во предвид дека поред тие што го поддржуваат, има и такви кои не го поддржуваат, како што е во Турција. Ние званично, како Република Македонија, како пријателска земја на Република Турција, како земја која дала многу во поддршката на Република Македонија, ние званично го поддржуваме легално избраното раководство на Република Турција.
И председателот Ердоган е еден од тие кои ги изборите има добиено на демократски начин. Знаете дека првиот последните избори беа два пати брзо се случија. На првите избори не можеше да формира влада, меѓутоа после целокупната ситуација во регионот, особено ситуацијата со Сирија, па со курдите, па бегалската криза, сето тоа му идеше на рака и вторите избори доби убедливо. И затоа ние и јас како поединец, како човек од браншата на одбраната, безбедноста, секако и политичар, јас сум апсолутно против секакви завери, значи до промена на власта треба да дојде по демократски начин, а не на насилен начин. Меѓутоа, треба да имаме во вид дека без обзира што има и голема поддршка, меѓутоа и има и друга страна кои не го поддржуваат председателот Ердоган. Не може да кажам колку е тоа во проценти, меѓутоа ситуацијата е нестабилна, ситуацијата врие и тешко во овој момент да се предвиди што може да се случи. Било што ако се случи во негативна смисла, тоа ќе влијае врз безбедноста на регионот, затоа што во геополитички контекст Турскија не само во регионот, него пошироко е многу важна земја за стабилноста во Европа, па и пошироко. Така да треба будно да пратиме настаните во Турција. Ќе се задржим уште малку на овој дел безбедноста и безбедносната ситуација во регионот и во Македонија. Беше споменато деновиве дека околу 60 луѓе се вратени од бојните полиња во Сирија како учесници во војската на ИСИС. Биле тука, меѓутоа беше споменато дека се следи нивното движење. Постои ли опасност дека тие би можеле да ги активираат своите однесувања? Секако дека сите учесници во ИСИС кои учествувале во некои паравојски во овие организации се потенцијална опасност не само во Република Македонија и во другите земји. Тоа е ситуација која е непредвидива и затоа се очекува, како што пред малце реков, соработка со сите служби, меѓусобна соработка, али и соработка со службите од регионот. Значи, слободно можам да кажам дека се тие потенцијална опасност за некои терористички напади и така натаму. Она кое што е карактеристично е дека решавањето на безбедносната криза, мигрантската криза, чини многу пари. Веројатно ја чини и Македонија како држава, доби некаква поддршка, би рекол, од Европската унија, од меѓународната заедница, меѓутоа сето тоа сепак доаѓа на некој начин на наш грб. Граѓаните на Македонија тоа ќе мора да го поднесат најголемиот дел. Па безбедноста, одбраната, тоа е многу скапа работа. Меѓутоа, кога е прашање одбраната на земјата, безбедноста на земјата, цената е секој пат висока и не се праша за цената. Така да граѓаните на Република Македонија мора да поднесат голем терет. За жал, поред тоа што ќе поднесат голем терет, економската ситуација во Република Македонија е многу лоша и тоа секако дека ќе се одрази врз и стандардот на граѓаните, и ако погледнеме ние и на стандардот на безбедносните сили, ако ние погледнеме што се случува во армијата на Република Македонија, значи гледаме дека нема доволно пари за армијата на Република Македонија. За жал, откако е самостална Република Македонија, армијата никој пат не била во полоша состојба него што е сега. И гледате, имаат неисплатени дневници за ангажирање во Гевгелија, гледате како е стандардот, нема пари за униформа. Сега во последно време немаат пари за превоз, што е нема не пари да нема, него вика дека не се тендерите спроведени, што е нема оправдување за тоа. Значи најверојатно се некои други интереси во прашање. Ако тендерот не е спроведен, се знае по која цена се
превезувале, се ангажира друга фирма и не може никој да даде забелешка, а штетите се поголеми него да е спроведен термин. И мене што ме многу загрижува, ме загрижува за луѓето во униформа, ме загрижуваат генералите. Професионалните војници најавуваат протести дека ако не се решат нивните проблеми, и што е најзагрижувачки во последно време, не сум слушнал ни еден генерал да се огласи во врска со ситуацијата, што би рекле вака народно, да зине, да бекне некој да каже, а војската му најавува дека ќе протестира. И во оваква сложена политичко-безбедносна ситуација, кога имаме незадоволство, кога може слободно да кажеме, кога е нарушен моралот произлегува од целокупната состојба, животен стандард, односот на општеството кон армијата и кон опште службите за безбедност, ние може слободно да кажеме дека имаме армијата моментално е со нарушен морал. А да не зборуваме, ако зборуваме за другите работи, и околу кадровска политика, партизирано, сето тоа негативно влие врз целокупната безбедносна ситуација. И да не зборуваме за поширок контекст, дека ние сме земја кандидат за членка на НАТО, земја која беше прва по водечка сила за евроинтеграција, земја од која другите учеа од нас, Србија, за Црна Гора да не зборуваме, за Босна да не зборуваме. Паралелно беме со хрватите, а сега сме на опашката, во чекалната со неизвестна судбина што како понатаму ќе се развива ситуацијата. И сето тоа е загрижувачки во еден овака безбедносен контекст. Значи дека сето тоа ја оддалечува Македонија и армијата од НАТО структурите, бидејќи освен што тежнееме да влеземе во Европската унија, секако и НАТО е една од целите. Како да не, тоа е првата цел на Република Македонија, влегување во НАТО. И Република Македонија, ние знаеме дека 2008 малце недостасуваше да биде примена во Букуреш, и тогаш остана еден само услов за Република Македонија да се реши името со Грција, и без посебни процедури, со состанок на амбасадорите, можеше да биде примена Република Македонија. Меѓутоа, за жал, од 2008 работите тргнаа во друга насока и меѓувремено, поред тој услов, веќе имаме полно услови веќе поставено за Република Македонија за влез во НАТО. А како шлак на сето тоа е тука и однесувањето на Република Македонија, самата придонесо, а и односот, например, кон НАТО како институција. Замислите, например, да земеме мисијата на Република Македонија во Брисел. Значи, мисијата има три дела. Има политички дел, има одбранбен дел и воен дел. Ние во овој момент, и не само во овој момент, него веќе скоро 2 години, ние во војниот дел немаме ни едно војно лице. А уназад од 2003 наваму имаме начело генерал, беше тамо со 5 до 7 луѓе во. Сега немаме ни еден човек тамо, а Војниот комитет на НАТО еднаш месечно заседава. Ја не знам каков е тој однос, ме загрижува лично како прво како човек, второ како професионалец и трето како човек кој бил прв воен претставник во Војниот комитет на НАТО. И викам, армијата како институција што се однесува до реформите, таа е број 1 во Република Македонија, што се однесува до реформите. Меѓутоа, имаме сега многу други услови, да не зборуваме правосудство, да не зборуваме медии, да не зборуваме човекови права, да не зборуваме за односите со соседите и така натаму. Меѓувремено се намножија колку сакате нови услови кои треба Република Македонија да ги исполни и за НАТО и за Европската унија. И сето тоа што се случува сега во Република Македонија и пржено и така натаму, секогаш ќе се согледа ситуацијата, не ни е розова, не ни цветат ружи по тоа прашање. Така, значи, еве, на некој начин разговорот тече кон тој дел, од безбедносниот кон политичкиот. Некако изгледа дека тие двете работи кореспондираат, поврзани се една со друга, бидејќи и политичката криза што се создаде во изминатата година и повеќе, веќе влија и на безбедносната состојба во државата, се нарушува на некој начин безбедноста и граѓаните се чувствуваат несигурно. Па политиката и безбедността тие се во, што би рекли србите, во узрочна последична врска.
едно без друго не можат, се поврзани. Чим имаме сложена политичка ситуација, имаме и сложена безбедносна ситуацијата и секако тоа дека влие на граѓаните на Република Македонија, влие негативно, особено ако стандардот е на многу ниско ниво, а ние знаеме дека Република Македонија према званични податоци едно време беше трета, сега е четврта по мизерија во Европа, а седма во светот. Може да замислите, а ние стално зборуваме за некој висок стандард. Знаеме дека платите се најниски во регионот во Република Македонија, не се најниски. Знаеме дека без обзира што актуелната влада стално зборува за некои странски инвестиции, меѓутоа по глава на жител ние имаме најмалце странски инвестиции, уклучувајќи и Косово. И Косово има повеќе странски инвестиции по глава на жител него што има Република Македонија. Према тоа ситуацијата е многу сложена и треба многу внимателно, многу организиран напор да се вложи, да дојде до промена, да работите тргнат, иначе со оваа сега каква е ситуацијата со оваа влада која имаме актуелна, што би рекол ја криминализирана, работите тие кои ги створија проблемите со нив не можат ни да се решат. Во тие рамки и пензионерите се една од најизманипулираната, најизмајтепираната и најизмаргализираната општествена група, иако владата, благодарение на популизмот, сака да створи перцепција дека се они најпривилегирани, што не е точно, и затоа ние како партија сакаме да ја разбиеме таа перцепција дека не е тоа точно, дека се они измајтапирани, изманипулирани и дека се обична гласачка машина, а ние нашиот легитимитет го црпиме токму затоа што со нашиот минал труд, со нашата работа имаме придонесено за самостојална Република Македонија, многу имаме дадено и токму од тоа имаме право и да бараме одговорност на тие што државата им ја дадохме на тацна, а тие ја узурпира, криминализира, партизира и затоа заедно со младите сакаме државата да се врати на народот на Република Македонија. И токму поред другите цели, и таа беше една од целите за формирање на оваа партија. Јас најверојатно мирно ќе си ја грицках мојата пензија да не се појаваше оваква ситуација и не може да гледам што се случува во државата, затоа што имаме и ние легитимитет да бараме одговорност. И досега политиката се занимаваше со нас, ама без нас. Сега ние сакаме да видиме дел од политиката и дел од решенијата во Република Македонија, а пензионерите тоа го покажа и во другите републики. Ние, Македонија, како секој пат, што јужнije, то тужнije, секој пат сме последни. Такви партии постојат, ако земеме од Словенија. Словенија има демократска партија на пензионерите. Од 90 пратеници, 11 се од партијата на пензионерите. Има 4 министри. Во Хрватска сега ќе има избори. Хрватска странка умировљеника. На листата на пензионерите е поранешниот председател Стипе Мештич, Косор е на листата на пензионерите и така натаму. Србија сега се во фаза на формирање на влада. Партијата на уединените пензионери на Србија секако дека влегува во владата, колку што ќе добијат од колачот, али се трета партија по јачина, има 9, имаше ја досега 16, сега има 9 пратеници. И токму и од тие мотиви и ние ја таа партија формираме и сме опозиционо позиционирани заедно со шарената револуција, со сите партии во опозицијата, активно, организирано се бориме за промена на политичкиот амбиент во Република Македонија, односно да се створат услови за фер, демокраци, сега како е модерно, кредибилни избори и да дојде до промени. Јас сум длабоко убеден дека до тоа мора да дојде во Република Македонија, ако сакаме да се нешто во тој политички амбиент промени. Имате ли некаков преддоговор, условно речено, можеби не коалиционен, меѓутоа усен договор дека ќе соработувате со сите овие партии? Видите, ние веќе година дена, повеќе од година дена соработуваме. Ние од почетокот на мај минатата година
почнаме да соработуваме сите тие партии, 18 партии, 88 невладини организации, сега сме повеќе. И од тогаш, па од 17 мај, кога беше најголемиот протест во историјата на Република Македонија, тоа зборувам најголем протест, затоа што тој протест никој во регионот не успел, ако се погледа процентално бројот на жителите во една држава, процентално колку се луѓе биле на протест, никој во регионот толку луѓе не извел на протест него што беше на 17 мај. И од тогаш па до денеска нашата партија е активна. 2 месеца бевме присутни пред владата на Република Македонија. Првиот шатор беше наш и бешме вака една од најатрактивните групи пред владата на Република Македонија. Сега, како председателот и така наречен врховен командант Ѓорѓе Иванов го донесе срамен закон за аболиција, па се појави шарената револуција, ние како партија од самиот почеток па до крај немаме пропушена ни една активност. И јас само 3 пати не сум бил, тоа кога бев на конгрес во Хрватска, иначе секој пат во првите редови сме експонирани доста и имаме подпишано оваа декларација за демократска Македонија. Таман ќе дојде време да преговараме за предкоалиционен договор, ќе се случи нешто во државата и тоа го одложуваме. Во април таман требаше да почнеме се договараме во рамките на коалицијата, да почнеме поединечно, а после да се договараме за да подпишеме договор за коалиција. И се случи овој срамен чин на Иванов кога донесе овој закон за групната аболиција и настана протестите и сега е одложено тоа. Меѓутоа, мислам дека многу набрзо до тоа ќе дојде сега со овој донесувањето на овој закон за избори, за влада и така. Ќе разговараме за тоа. Да. Ме интересира уште малку да се навратиме на интересите на пензионерите. Пензионерите се организирани во едно здружение на ниво на Македонија со подружници, би рекол условно речено, по општините. Зошто сега е потребно да се формира и партија? Не можат ли тие своите интереси и потреби да ги исполнат, да ги задоволат преку здружението? Видите, значи пензионерите се организирани преку Сојуз на Здруженијата на пензионери во Република Македонија. Во секоја општина постои Здружение на пензионери и тој е така наречен Сојуз на пензионерите. Меѓутоа, они се невладина организација. Значи, за да можат да бараат одредени барања, едно е кога ќе бара невладина организација, друго е кога ќе бара политичка партија. И нашите цели и задачи се високо компатибилни со Сојузот на пензионерите на Република Македонија и ние цениме и во тоа сме убедени дека Сојузот на пензионерите треба да постои. Меѓутоа, дали во таква организација, тоа е друга работа. За жал, за разлика од другите републики, каде партиите на Сојузот, односно партиите на пензионери произлегнале од Здруженијата на пензионери во Република Македонија, во почетокот ние почнеме многу сериозно да соработуваме, меѓутоа онај момент кога виде председателот на Сојуз на пензионерите дека е работата сериозна, дека ќе дојде до формирање на партијата, тие почна нас да не обструираат. Не би рекол дека сите постојат општински здруженија со кои имаме ние изваредна соработка. Не сакам сега да ги овака именувам кои се тие, али изваредна соработка кои се многу комотно осеќаме кога ќе одиме во тие здруженија, меѓутоа има здруженија во кои уопште не сме биле и имаме така немаме добра соработка со раководството на Сојузот на пензионерите. Меѓутоа, ние сме во постојан контакт со базата долу. Ево, јас вчера бев во Тетово и Тјараце, например. Така да во постојан контакт и ние можеме многу да придонесеме како партија и за стандардот, и за статутот, и за враќање на угледот на пензионерите. Повторувам, пензионерите се измајтапирани. Не е тоа да се одведат на екскурзија и да се обезбедат неквалитетни дрва и обезбедувајќи
дрва во во еден дел од здруженијата е направен криминал и се дадени председателите на тие здруженија на суд, а во другите места добиваат, например, неквалитетни дрва. Значи, не да се растегаат јажења и да се организираат екскурзии, во тоа не се состои. И тоа го користат само 10% од пензионерите. Прашање дали се и 10, и тоа се истите луѓе. Што знае некој мој, например, Чичко Мишо у село Панчарево, од кај што се, и не знае колку му се задржува чланарина. Ние како партија се бориме за да тоа биде транспарентно, да знаат пензионерите каде иде нивната чланарина, што ја дават, а тоа се огромни пари на републичко ниво. Кој е тој кој оди на бањско лекување, тоа исто партизирано, се со пораки се собират и така натаму. Ние сме за транспарентност, сме за враќање на правата на пензионерите да управуваат со домовите на пензионерите. Сме за враќање на правото пензионерите, односно Сојузот, не ние како партија, Сојузот на пензионерите да управува со солидарниот фонд, а не со државата. И видите кои се тука манипулации. Например, за бањско лекување годишно владата троши околу 500, измеѓу 500 и 600 илјади евра. Една рата од солидарниот фонд е околу 600.000 евра. Значи, со една рата они покриваат и тоа се заврати и така натаму, и тука се прават манипулации. Не би сега сакал да страшни манипулации се околу тоа прават, така да... Имате ли докази за ова што го зборите? Па Дали би можело да се поднесе некакво обвинение? Јас лично материјални докази немам, али имаме вербални луѓе што се жалат, например, во контактните емисии, тоа го знаат сите, се жалат, например, имате овакви ситуации, луѓе се жалат, бил на бањско лекување, меѓувремено починат и тие 30.000 денари што треба да му се исплатат за погребални трошоци, вика вашиот сопруг беше на бањско лекување, нема сега 30.000. Имало такви случаи. Се обидува преку Министерството и труд и социјала тоа да го демантираат, ама беше неубедливо. Тоа има повеќе случаи што луѓе преку контактните емисии тоа кажуваат дека, меѓутоа кога ги натерате, никој не сме во ова држава јавно да каже да се потпише. Али се зборува на широко за тоа. Вие се подготвувате веројатно за она што, еве, предмалку го и напоменавте, дека ќе следуваат избори, се најавуваат таму некаде при крајот на годината, доколку нели се биде онака како што беше договорено неодамна на овие договори во Скопје. Каде би се позиционирале? Рековте дека ја подржувате она, условно речено, неформална коалиција, шарена револуција, протестирам и така натаму, здруженија на граѓани и политички партии. Значи, ние сме опозиционо позиционирани. Одиме со опозицијата, со опозициониот блок. Сега, дали тој ќе биде цел еден блок или ќе се формира и десен блок, и така има разноразни комбинации, меѓутоа ние одиме со левиот блок, тоа е сигурно, со опозицијата одиме. Најверојатно сега се најавуваат дека и од шарената револуција некои ќе бидат на листите за пратеници и така натаму, меѓутоа тоа се сигурно не можеме да замислиме да не бидеме со опозицијата, гледајќи го она што се случува во државата. Ние сме се определиле да работиме за промена на политичкиот амбиент во Република Македонија, затоа што гледаме државата дека како пред очи некоја растура државата, ја краде, ја осиромашува секојдневно и секојдневно. Гледаме кој организиран криминал се прави во Република Македонија. Финансиите секогаш се пречка за работење не само на политичките партии, воопшто и на било каква активност граѓанска, меѓутоа сепак кога станува збор за политичка партија, сериозни пари се потребни за да се действува и да се постигне целта. Има ли можности партијата на Обединените пензионери и граѓани Македонија тоа да го до некаде постигне? Ние самостално немаме можности финансиски да одиме самостално, али во рамките на коалицијата секако ќе се најдат средства како за другите и така. Иначе сега сме во многу лоша финансиска состојба, исклучиво од чланарина, плаќаме
овака кирија за простори, за општи трошкови и така натаму, и по некои така сметки некои најдеме да ни плати. Пензионерите обично не се агресивни, можеби затоа би рекол условно речено ќе ви треба можеби и време да бидете препознатливи, бидејќи ако ви недостасуваат пари, тогаш гласност ви е потребна многу повеќе. Видите, јас не би рекол дека не се агресивни, ние сме доста препознатливи. Јас сега да се покаже некоја слика од шарената револуција, ние сите знаеме кои се од партијата на пензионери таму. И не би рекол, например, сега да не би сакал да се само рекламирам, али јас доволно кога ќе влегнам во автобус во Скопје, луѓето стануваат, ќе повелет и така натаму, ме зауставуваат на улица, ние сме веќе препознатливи благодарение на протестите пред владата и благодарение на шарената револуција. Ние сме јавно експонирани, јас скоро да нема телевизија во Република Македонија на која не сум настапував пред владата на Република Македонија, настапував сега во рамките на протестите на шарената револуција пред собранието на Република Македонија, така да за нас се знае и ние имаме 36 општински организации во државата и околу 10 иницијативни одбори кои треба да прераснат во општински раководства. Јас знам, например, за некои помали партии нема да ги имаме, тие имат по еден човек или два и вика имаме тамо штаб или комитет. Ние не сме од тие, него тоа го правиме по сите статутарни одредби со основачко собрание, избирање на општинско раководство и така натаму. 36 имаме овака формирано, званично, со основачки собрание, со општински раководство и така. И едно десетина, например, ево сега имаме во Теарце, имаме иницијативен одбор, кој многу брзо, сите предуслови, така имаме во Валандово, така имаме во Чуче Сандево, например, така тие иницијативни одбори, така да. Очекувате ли ваши кандидати да се најдат на кандидатските листи за пратеници, бидејќи еве сега парламентарните предвремени избори би рекол би се било би контрапродуктивно да кажам дека не очекуваме. Значи, секоја партија очекува и ние сме длабоко убедени дека ние ќе бидеме парламентарна партија. Ние не гледаме дека сме по нешто послаби од тие помалите партии. Може да има така во коалицијата, тие малце некои поголеми, од другите не сме по ништо послаби. Би биле повисоко рангирани на листата? Каде би се? Па сега не можам да кажам унапред, кај меѓутоа што очекувате влез во парламентот тогаш веројатно? Сигурно. Во првите 10 би рекол на секој од кандидатските листи. Тоа првите 10 како да не, зашто да не. Она кое што е карактеристично е што веднаш по предвремените парламентарни услови овие избори би следувале и идната година локални избори. Дали овде би во локалните избори како советници како во локалните избори ние имаме веќе и преговарано малце на таа тема. Во сите таму општински организации каде што имаме, ние очекуваме 1 до 2 советника да имаме. Каде што имаме посериозни овака појаки организации. Во Кочани како сте организирани? Дали имате простории, дали веќе раководство? Простории ние немаме никаде, да ви кажам, осим во Скопје. Али тоа имаме, например, во Македонски Брод, имаме во Штип простории, имаме во Пехчево простории. Меѓутоа, во најголем дел немаме простори, као и другите помали партии што немаат. Меѓутоа, за време на избори организирате штабови? Организираме штабови, секако ќе видиме во рамките на коалицијата како ќе биде тоа организирано. Источниот регион би рекол го држите покриен? Барем овој дел Брегалничкиот? Па видите, во овој дел Брегалничкиот, ево во Штип имаме прилично јака организација, ево да ви кажам кој е председател во Штип, ваш колега Иван Бојаджиски, он председател во Штип. Делчево имаме многу јака организација. Пехчево имаме многу јака организација. Куманово имаме многу јака, Крива Паланка имаме многу јака организација. Во другите места имаме, али малце послаби. Али овде имаме, например, многу истакнати овака личности. Например, ние во Штип имаме двајца поранешни градоначалници, сега не е важно кои се, кои се членови на партијата. Имаме председатели, поранешни председатели на судови, поранешни председатели на извршни одбори на општини и така. Може би на ваши колеги имаме така неколку. Може би на пензионерите им е полесно да членуваат во политичка партија затоа што
условно речено се поизолирани од некакви реперкусии и последици да изгубат работно место, да не добијат некакво видите право сега, да остават. ако не они да изгубат, меѓутоа може нивните деца, може нивните сопруги. Например, ево, на мене сопругата работи во Министерството за внатрешни работи, така да некој се чуди, вика како ти така се толку експонираш, а сопругата работи. И пензионерите се плашат за своите деца, за своите внуци, како да не. Ние имаме баш случај, сега да не кажувам име и презиме, во Кочани човек еден во почетокот да рече немој случајно, и тоа многу високо позициониран порано, да си некој друг ангажира во Кочани, кој топ, после закажувам, вика, не знаеш, вика, децата се занимаваат со бизнис, веќе слушнале дека јас сакам да се ангажира и почнаа притисоци, така да и пензионерите не се имуни на притисоци кои ги врши оваа власт. Како сите, значи нема пора во општествениот живот кој не е партизиран и кој не е мониториран и во кој немаат влијание. Према тоа и пензионерите ги трпат сите последици. Меѓутоа, што е предност на нас како партија? Предност е тоа што имаме ние најчиста целна група. Значи, број 1 се пензионерите и се што е маргинализирано во оваа општество. Многу имаме чисти и целни групи, сега за некои други партии кои ја упрашате која ви е целната група, а ние најчиста целна група имаме и тоа е нашата предност. И да не е член, например, имаме кои не се членови, меѓутоа имаме симпатизери, ние ги пратиме кои се симпатизери, вика, ја знаеш, не сакам, али знаете дека сум ваш симпатизер и дека ќе гласам за вас. Тука е нашата предност. Јас реков дека, например, имаме со здружение кои немаме добра соработка со општинското руководство, али он не може да ги спречи пензионерите да не бидат во партијата. Јас се изненадив вчера во ТРЦ колку интерес има, а тоа ме натера ова од тетова ме. Вика, ајде да идеме во ТРЦ, јас бев пуштил вака луѓе порано да разговараат во ТРЦ, али јас лично не бев. Веќе тамо има сите предуслови за канцеларија и се тој што ќе биде председател, што се нафати, има свој ресторант, има свој простори, вика, ево овде ќе... Партијата е етнички, би рекол, чиста или имате припадници од другите етнички групи? Предноста на нашата партија е и тоа што е партијата мултиетничка партија и на тој елемент посветуваме посебно внимание на мултиетничкиот карактер на партијата и скоро од сите етнички заедници во раководството на партијата имаме. Например, имаме тројца подпредседатели. Од тие тројца една е жена, еден македонец и еден албанец. И тоа релативно млад, мислам дека 63-та година роден со факултет за безбедност, пошто тие полицијата одат рано во пензија. Имаме албани, имаме хрват, имаме црногорец и така натаму. И на тој граѓански елемент посветуваме внимание, затоа што сме ние длабоко убедени дека граѓанскиот концепт во Македонија треба да се негува и да се развива и тоа е спас за Република Македонија, граѓанскиот, а не етничкиот. И на тоа посветуваме посебно внимание. Ние имаме во Желино, ево, таму во Желино се албанци, али имаме во Желино партија. Например, во Тетово, јас се вчера смеев со овие, викам, повеќе имаме албанци основачи него македонци во партијата. И имаме дури млади луѓе албанци, имаме една, сега, хоќе не можем мимо за Целмани во извршен одбор, 28 години магистар на науки, меѓутоа се омаже и девојката, јас се после викам на состанок, викам, мајка, вика, она нема веќе партија, се омаже. При крај сме на овој разговор во кој што верувам ги опфативме позначајните теми за кои што би ги интересирали и пензионерите и граѓаните кои што ги интересира политичката состојба. И при крај на разговорот само околу актуалните случувања што ќе следуваат во делот на политиката пред се, бидејќи вечерва пред се дојдовте како гостин претседател на политичката партија, партија на обединети пензионери и граѓани на Македонија. Што очекувате од изборите? Доколку се одржат, нели? Па ова е добро прашање доколку се одржат, али јас мислам дека веќе се створени минимум услови за одржување на избори. Не би рекол дека се створени услови за фер и демокрација. Минимум се створени услови и верувам дека на 31 август четворицата лидери на најјаките политички партии дека ќе донесат
таа фамозна одлука или заклучок дека се створени услови дека пред крајот на годината треба да се спроведат. Затоа што секоја политичка криза се решава со избори. Без избори таа политичка криза не може да се реши. И очекувам дека конечно ќе дојде до промена на оваа власт и дека ќе дојде, дека државата ќе се врати во рацете на народот и дека кој да дојде на власт, па чак хипотетички, ево да речеме да победа, дека веќе ништо не може да биде во оваа држава како што е било, ама кој да е. Значи мора да дојде до промена. Таква узурпација на власта, тоа е незапамтено. И таква криминализација на власта. Ние имаме криминализирана банда, наречена Влада на Република Македонија. Или сега, после ова, имаме детска градинка од Влада, мене на ТВ21 вика Влада. Која Влада? Имаме детска градинка. Зар вие рачунате овие што од ДУИ дојде сега последната гарнитура? Не подценувам никој, може да се надпросечно интелигенти, може да се образовани колку сакат, али има патишта кои треба да се изодат. Тие деца ги нема тие патишта и затоа избори што е можно, побрзо треба да се одржат, да почне да се надминува оваа политичка криза во Република Македонија и конечно Република Македонија да стане на нозе и да почне да се повторно приближува кон Европа тамо каде што ни е местото. Затоа што јас друга алтернатива не гледам освен пристапување во Европската Унија и во НАТО. Не гледам други перспективи за Република Македонија. Само така може да имаме напредок, просперитет на оваа држава. Сите други варијанти кои се заговараат, историјски е докажано дека се за Република Македонија неповолни. И тоа го историјата покажа. Веројатно до периодот до кој што ќе се закажат наредните избори, ќе има уште време да се објаснат дел од вашите заложби. Секако јас се надевам дека ќе гостувам барем уште еднаш. Ќе има гостување, веројатно така. Ќе зборуваме и за изборната програма. Ние сега немаше, пример, не има во нашата изборна програма, имаме поред ова што е за пензионерите, околу согласување на пензиите, имаме неколку уникатни работи кои ги бараме и ево сега можам да спомнам и лидерот на опозицијата Заев се сложи. Например, ние бараме во нашата предизборна програма, која сигурно ќе влегне во заедничката, ние имаме барање да дојде до промена, да од премиерот не може да биде повеќе од 2 мандата. Испаѓа дека некој учил цел живот да биде премиер, да има ограничување, да има председателот да се избира во собранието, да се намали бројот на претениците и така натаму, па околу пензиите, да се има усогласување на пензиите, затоа што имаме групи од иста општествена група, од иста професија, имаме 200 евра разлика во пензиите. Имаме така многу уникатни работи. Например, ево и за пензионерите, да ви кажам, ние поднесеме една иницијатива и во тоа ќе истраеме да се промени законот за возачките дозволи. Ние имаме сега, после 65 години, на 3 години продолжување, на минимум 50 евра тоа се трошкови, али не се важни во тоа го нема во Европската Унија. Во Европската Унија нема ограничување. Вие ако сте здрав, може да возите. Ако вашиот матичен лекар забележи дека нешто ви недостасува, ви упатува на преглед или некој специјалиста. Ние на секои 3 години продолжување, малтретирање и така и други работи. Например, ние се залагаме и ќе се залагаме да дојде да преиспитување на приватизацијата од осамостојувањето на Република Македонија и не само приватизацијата на целокупниот нелегално стекнат имот. Тоа се прави во Европската Унија, таков закон се донесе во Хрватска. Вие знаете дека Хрватска 2010 донесе таков закон и во Хрватска има некаде околу 8.000 кривични пријави за луѓе кои учествувале во приватизација на 3700 фирми. Према тоа, никој не може да биде недодирлив, да се разбереме во оваа држава и треба ние ќе максимум ќе се залагаме да се донесе таков закон како Ќе има веројатно време, реков, да разговараме за овие теми, тоа се сепак делови од програма која што ќе се усогласува, ќе се договара, ќе се прочистува, би рекол, и ќе им се представи на гласачите, би рекол, потенцијални ваши.
Благодарам што одвоивте дел од слободното време да дојдете во Кочани да поразговараме за овие теми и да ви посакам добро здравје и да се видиме повторно. И јас на вас исто така и многу успех на телевизија Канал 8. Так. Се надевам дека пред изборите ќе гостувам баре уште еднаш. Така. Господинот Илија Николовски, председател на партијата на обединети пензионери и граѓани на Македонија, беше вечерашен наш гостин во 8 аголник. Ви благодарам за вниманието и пријатно.